Драги деца, денеска ќе слушнете за една извонредна сликарка, Тамара Делемпицка, неверојатна девојка која порасна и стана символ на арт деко. Вистинското уметничко дело ги бранува чувствата. Кога го гледаме, ги чувствуваме неговиот шарм и елеганција, хармонијата меѓу линиите и формите. Ја препознаваме уникатната и неспоредливата карактеристика на уметникот. Таков треба да биде и животот, полн со страст и убавина, светлина и стил. И секој од нас треба да биде свој уметник, да биде специјален и јасно забележлив. Во ова бев убедена уште кога бев дете. Живеев во Москва со моите баба и дедо, во голема куќа со многу покуќина, каде што несомнено го стекнав најдоброто можно образование. Ох, да, сакав се да биде по мое и бев разгалена, но исто така и креативна. Свирев пијано, замислувајќи си дека ќе станам голем концерт мајстор. Сликав цвеќиња со водени бои, сигурна дека ќе станам прочуена сликарка. Баба Клементина ме обожаваше и ме одведе со неа на пат во Италија, кога имав околу 12 години. Колку убаво си поминувавме додека ги посетувавме уметничките галерии во Венеција, Фиренце и Рим. Баба знаеше се за мајсторите на Ренесансата и ме научи и јас да ги сакам. Во нејзино друштво исто така научив да ја ценам добро осмислената облека, шапки, како и заводливата убавина на живеењето во луксус. Се запишав во Уметничката академија, каде што почнав да посетувам часови по сликање. Минував цели денови учејќи во музеот Лувар и во исто време работев како илустратор за модни магазини. За моите портрети и акти користев малку светли бои, чисти линии, широки замови кои им даваа светлина на формите и ги истакнуваа сенките. Моите женски фигури беа модерни и безгрижни, сопстvenички на својата судбина. Имаа огромни очи, но нивните погледи не беа ниту студени, ниту далечни. Ги прикажував како гледаат кон мистеријата која треба да се открие во нивните животи. Набрзо сите сака да има нацртам или да купат мое дело. Кога имав само 28 години, го заработив својот прв милион. Овој успех веројатно се должеше на фактот што вложував дел од себе во секоја слика. Можеби затоа што бев инспирирана од модата, маркетингот и фотографијата. Или можеби затоа што благодарение на мојот талент успеав да ги доловам духот на оние возбудливи години и исто така мачнината на периодот непосредно пред војната. Славата што ја постигнав и мојот гламурозен животен стил беа до безбројни изложби, патувања и додворувачи. Сепак, по неколку години, некои сопственици на галерија од Париз ме убедија да се вратам на сцената и да направам една голема самостојна изложба. На 74 години, мојот успех повторно беше огромен, дури и планетарен. Последните години ги поминав во Мексико. Секој ден од мојот прозорец го гледа вулканот и се навраќав на мојот живот, кој беше полн со страст и убавина, со оган и пламени. Огнот и пламените се местото каде што требаше да се вратам, во стил, се разбира. Сакаш да бидеш како Тамара? Немој никого да копираш. Биди своја.